Се отплеткува клопчето за криминалните тендери со сомнителни фирми во државната лотарија. Финансиската полиција му стави лисици на рацете на Артан Ајрули, газдата на контроверзната Ритрон Копи. Финансиските инспектори ги открија релациите помеѓу кумановската фирма која лапна 6 тендери тешки над 400.000 евра во период од 2 години од државните игри на среќа. Со подпис на директорот Перпарин Бајрами од 2022 до 2024 година се исплаќале лажни фактури подготвени од газдата на Ритрон Копи, Артан Ајрули. Бајрами се зел за право со народни пари да плаќа телевизори, принтери, компјутерска и комуникацијска опрема, која нито соодветствувала со она што го пишувало во трите договори, а ниту пак ја доставиле. Двајцата пајташи кои биле блиски пријатели се наместиле уште 3 тендери. Ги договарале условите за набавка на телевизори, кој единствено Ритрон Копи ќе може да ги исполни. Второпријавениот АА тие информации ги искористил за однапред да изврши увоз на типови и модели на употребувани телевизори по договорените количини, со што бил доведен во поповолна положба во однос на сите други понудувачи во спроведените постапки за јавни набавки на телевизори за инсталација на електронски игри, со што првопријавениот ПБ му овозможил на второпријавениот АА и петтопријавениот правен субјект Ритрон Копи Доел Куманово да се стекнат со противправна имотна корист по 3 склучени договори за јавни набавки на телевизори во вкупна вредност од 12.980.000 денари. За целиот криминален план на добрите пријатели Бајрами и Ајрули да биде успешен, им помагале и двајца директори од различни сектори во државната лотарија. Првиот кој раководел со секторот за продажба и комерцијални работи во 2023 и 2024 лажно потпишал дека во магазините на лотарија се примени 107 телевизори, но финансиските инспектори телевизорите не ги нашле ниту во магазините на државните игри на среќа, а ги нема ни во Ритрон Копи. Не се најдени ниту принтерите, компјутерската и комуникацијската опрема, а за нив вториот директор од секторот за информатички технологии потпишал дека биле испорачани во повеќе наврати лани годинава и тој доби кривична пријава од финансиската полиција. Газдата на Ритрон Копи Ајрули е спроведен пред обвинителна распит. Ова од собраниската говорница го потврди министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочовска. Ви смета затоа што многу искрадовте. Еве сега во овој момент да ви кажам дека еден веќе уапсен од финансиската полиција и се носи во моментот во обвинителство. Ви смета затоа што полека одговарате еден по еден. Би сметало најверојатно и на мене да сум на вашата страна, но никогаш не би се нашла во таква позиција. Се полни досието во обвинителството за екс-директорот на лотарија Перпарин Бајрами. Ова е втора кривична пријава за него, понаод пред 10 дена, кога МВР му пиша кривична дека заедно со Артан Груби направиле проневера од околу 8 милиони евра. Двајцата се бараат со меѓународна потерница.